Оскар, европска компанија за предприемништво, водечкиот тандем на FX3X и над 200 креативци се успешната бајка на Македонија. Зошто во ова изборно беснило ни требаат типови како Кристијан Даниловски и Мишко Ѓорѓевиќ? Тие се синоним на се побројните, автентични фирми кои го пробија патот кон светот. Не им требаше бунарџики субвенции за стартап бизниси. Долго игнорирани од банките, но со мотивирани слободоумен кадар. За нив нема збор од власта која ја интересираат само нејзините роудшоуа. Добро вечер. Се надевам дека во ова изборно лудило ќе поминете час и 15 минути со луѓе со кои ќе се обидам, ама баш ни еднаш. Да не ги спомнам ни Заев, ни Груевски, ни Ахмети, ни Тачи, ни сите поред што во овој момент ја тркаат Македонија во трка во која е неизвесен ни почетокот, ни крајот. Моите вечерашни гости се луѓе на кои малку е да им кажете дека се бренд или се успешни. Тие се и урбани и наши луѓе. Сум разговарал со двајцата, денеска се видов пред емисијата и она што на почеток сакам да го кажам како основна вест за FX3X и за Кристијан Даниловски и Мишко Ѓорѓевиќ дека вечера или од утре на американскиот континент почнува да се емитува анимираниот филм што во продукција со Джим Хенсон Компани и со нашите креативци се изработуваше речиси повеќе од година дена. Вака ги гледате раздвоени, инаку ако одите во нивното студио кое е перфектно направено во Скопски аеродром, не можете да ги најдете. Ретко ги наоѓате разделени. Ги раздвоив нарочито за да не се стискаат со нога одоздола што да одговорат на евентуалните мои провокативни прашања. Бидејќи јавно им ветив дека нема да им ги спомнам Заев, Груевски и компани, сега можеме да разговараме релаксирано. Кристијан, кој ти се бендисува повеќе, Заев или Груевски? Па не можам да коментирам со. Не можам многу да коментирам на тема, лидери на партија се. Ѓорѓевиќ, би можел да бидам пратеник? Добро, па првото прашање ше полесно, може да се барам нешто во тој контекст да ме прашате. Ајде да видиме што почнува да се емитува од вашата продукција во Америка од вечер или утре вечер? 23 ноември започнува со емитување анимираната ТВ серија Splash and Bubbles. Се работи за анимирана серија на PBS ќе оди на јавниот канал за Public Broadcasting Service. Во Америка многу им е важна на нив, бидејќи го заменува, например, во истиот временски слот со Sesame Street, кој што во Америка беше едноставно со децени водечко шоу, водечка серија анимирана односно куклена за деца. Така што е до сега за нас најголем проект од овој вид на кој што сме работеле, а исто така мислам и за компанијата Джим Хенсон. Значи се паралелно имате две сфери. Едното е 3D анимацијата, другото е за прв пат почнувате на одреден начин и со филмска продукција, односно со анимација за филмско прикажување, за серии. Тоа се два различни процеси, две различни области. Да, значи визуалните ефекти се сосема независен, да кажеме, дел од компанијата, затоа што цртаните филмови си има други клиенти, други патеки како се развиваат и како се комуницираат. На другата страна се визуалните ефекти кои што се за истиот пазар, меѓу тотално со други клиенти. Значи уопште немаме заеднички клиенти меѓу овие два пазара. Многу инцидентно може се поклопи некој клиент, ама е тотално два света се. Кога пред 17 години во мезанинот на МТВ ве сретнав, половина од вас бевте во еспадрили, јадранки и бермуди и со кратки маички, половина не знам ни дали има и толку.
сите бевте растрчани некаде. И денеска кога отидов во ходник мислиш како да си у вагон ли. Натака, навака луѓе. Колку луѓе имате? Која е таа мок што може нив слободарски да ги анимира? Па, сега точна бројка не знам, пошто кај нас месечно се менуваат бројките и имаме стално нови луѓе. Меѓутоа, мислам дека сме некаде околу 290 и нешто во моментов. Така да, сигурно 2 дена порано или 2 дена покасно може што 1-2 плюс минус, ама отприлика таа бројката која што сме сега како тим. Легнувате се будите со некој банкарски долг? Или не ве сакаа банкарија, па сега од кога видоа дека има нето приливи од таа страна на океанот, почнаа да ви тропаат на врата. Кога еднаш, мислам, тебе те прашав, те следат банкарите, ми рече, ми бараат хипотеки за бизнес идеја. Тоа беше да, ако сме разговарале Пред едно порано. 10 години. Да, и тогаш имавме некои од домашните банки кај што бевме нели клиенти. Во последните 5 години соработуваме со ProCredit банка ЕВС, мини реклама. Меѓутоа, генерално избегаваме да се задолжуваме, избегаваме да користиме кредити. Меѓутоа, сите други наши барања биле многу флексибилни и биле секогаш не излегле во пресрет. Што е голема разлика од стартот пред 15 години, 20 години кога сме почнувале со бизнис и како банките во тој момент се однесувале кон компаниите во Македонија. Така да мислам има голем напредок кај банките во следење на бизнисот или барем да се биде партнер со компаниите кои Јас си познам клиенти. многу партнери кои почнале од улица со другарство, па израстане во деловни пријатели. Од вас, кој каква улога има? Па, ја и Мишко не сме почнале од улица со другарство, напротив, на работа сме се сретнавме. 3-4 години пред да е формирана FX3X. Па генерално јас повеќе се трудам, односно јас не се будам со банкарски долгови или банки уопште на размислување. Моето е како да го донесам следниот проект, не знам, по-кул, по-голем, не знам, атрактивен за работа. И за мене лично, меѓутоа и најмногу и за вработените. Така што повеќето време го минувам така, значи во разговор со клиенти, дали таму, дали преку интернет. Така што тоа е мојата улога, додека Мишко може повеќе да зборува за неговата. Мишко има улога смути, да не части и да ти кажам, многу добро беше смути. Да. Освен тоа, твоја улога да ги избираш кадрите, да ги обучуваш, да вршиш нивна дисперзија на работните обврски, или? Па генерално се трудам да функционира системот. Сега на толкав систем веќе не можете да се преземете све на себе, така да имаме одличен тим кој што ги врши во сите овие делови своите обврски и сме, да кажам, благодарни што имаме таков тим кој што е толку пожртвован и се труди да биде успешен и поединечно и како тим. Значи, почнавте со 5 до 6 души, освен вас двајца, стигнавте до 230-280, зависи кој проект го изведувате. Веќе ја поминувате границата на така наречени средни компании. Имате јасна визија кај одите? Генерално, мислам дека ние, кога трнавме на светскиот пазар, имавме идеја дека ќе стигнеме до 150 луѓе и мислевме дека тоа е некој најголем лимит што можеме да достигнеме и дека тоа отплика за нашите услови максимум. Па еве сега гледаме дека сме на дупло тоа, а веќе проекциите се дека у некој догледно време дека би требало да стигнеме до 500 луѓе. Са проекциите дали сме ги подценили или надцениле ќе покаже времето. 500 луѓе. Па сега сме 300, тоа е не толку голем пораст. Од нив колку работели, колку ќе дисперзирате или деташирате во новоотвореното студио во Лос Анџелес? Па, новоотвореното студио, да го кажеме, канцелариите во Лос Анџелес не служат за тоа да деташираме од нив, да праќаме луѓе таму. Наставно тоа е повеќе, да ја наречеме, канцеларија за врски. И исто така, од друга страна, работиме и со локални луѓе по проект, како што е неопходно. Така што планираме сите, ако се 500, дај Боже,
да бидат лоцирани во Македонија. Така до сега сме работели. Свето чу после авијатичар. Откако се приземнивте, со што после повторно полетавте? За да стигнете до Кан, до Холивуд и така натаму. Па имаше, интересно беше после тоа првиот посериозен настан беше во 2007 бев номиниран или во името на FX3X за Еми наградата за визуелни ефекти. Потоа 2008 работевме на филм прв филм кој што ние работевме што доби Оскар за визуелни ефекти, Златниот компас. И понатаму веќе така се намножија многу различни филмови. Како стигате до бизнис? Ве знаат на агендата, вие, како што вели, си ги бркате контактите, вие имате палета на понуди на филмски проекти, па врз основа на тоа следите каде и што ќе се инволвирате, какви кадри ви требаат? Генерално, ние сме веќе на тој пазар присатни повеќе од 10 години на глобалниот пазар и веќе сме како бренд препознатливи. Бидејќи работиме у еден многу мал сегмент и уско специализиран, се работи за печат со огромни клиенти. И со сите тие печат клиенти веќе имаме испоставени контакти и соработки, така да веќе сме етаблирани и сме постигнале некој начин на соработка со сите тие процедури што треба претходно да се направат. Така да секој, например, нареден проект кој што доаѓа, не контактираат и се проверуваат нашите ресурси, кои се можностите, какви се, што може да понудиме и се склапа сделки. Кристијан повише е ангажиран околу таа работа и затоа и тој е почесто таму отколку тука. Меѓутоа веќе се, како да кажам, после 10 години соработка со некои компании, веќе сте многу блиски и сте дел од некој глобален тим кој што ни го перцепираат. Веќе оваа работа е глобална, нема за нив дали сте во Лондон, Ванкувер, Америка, Кина, Индија, пола од овие места се една фирма има, у сите овие места има своји испостави. Така да вие сте само еден дел од тој систем. Така да уопште не ве перцепираат дали дека не сте таму и дека сте некој надворешен, но сте како дел од тимот. Така да сте. Тоа значи дека немате потреба, условно да кажам, да се бркате работата или значи дека треба да следите што е светски тренд во оваа глобална индустрија која не трпи граници, нели? Кина купува најголем кино прикажувач во Америка. Мислам дека која компанија купи филмска сега? Не, тоа е во Индија инвестираат во англиски компании купуваат и купија Double Negative пред 2 години. Да, Framestore исто така, Framestore го купија Focus, кинези пред 2 месеца. Тоа се сериозни големи имиња светски брендови кои што источниот пазар полека ги влегува сака да влезе преку финансирање во успешни компании. И сега се добиле понуда да ве купат? Не можам да коментирам на некои прашања, да речеме. Значи, генерално... Работиш у воена индустрија, работиш у... Па добро, значи, секојаш дискреција битна работа кога се работи со филмска индустрија кај нас. Меѓутоа да се работи за атрактивна индустрија, значи филмската и општо индустријата на забава. Чекај сега, која дискреција. Кај е мобилниот? Тука некаде, да. Го сокри. Имаш на мобилниот кадри, например, или било што е секвенца врзана за она што го работите во студиото? Освен скратени имиња во меловите, кои што се шифрирани, немам ништо друго. Како се штитите да не ви се направи хакерски упад, да безбедносниот аспект на тоа што го проектирате, што го работите, го анимирате? Па се трудиме секојаш да ги имплементираме најновите препораки и безбедносни стандарди што ги имаат нашите клиенти, значи MPA, генерално таа асоциацијата на филмските студија, така што генерално никош не може човек да е доволно безбеден од такво нешто, меѓутоа се трудиме сите нормални аспекти на безбедност да ги запазуваме во секој елемент. Не, ме блефирате ли? Вистина немате во телефонот
Или не смеете да имате никаква секвенца на тоа што се работи на вашите компјутери? Апсолутно никаква секвенца не сме да има. Тоа е дел од тоа што го потпишуваме како договор, тоа е дел од нашите работни што го потпишуваат како договор, така што тоа е тоа. Сега за нешто што е, мислам, многу важно прашање, а тоа е како до кадри во една високо развиена и модерна индустрија како што е оваа вашата, тоа е која опфаќа мултидисциплинарен пристап, во која треба да има и умешност, и знаење, и естетика и така натаму. Кој ги создава? Како ги бирате? На крај ги создаваме ние, бидејќи имаме веќе и собствен тренинг центар. Меѓутоа соработуваме со што е можно повеќе, нели, универзитет, например со Скопскиот универзитет соработуваме со Финки, со Машински, со ФДУ, соработуваме со приватни академии, така што се трудиме што е можно повеќе места да добиеме луѓе кои што на крај, нели, што е, ако се поспремни, ќе треба само помало време да посветиме за да влезат веднаш на работа или некогаш ќе треба и малце повеќе, бидејќи од универзитетите не се толку специализирани, например, така што со нив треба малку повеќе. Не одите, например, да им кажете, ни треба еден интензивен курс или една програма која ќе оспособи, едуцира кадри кои веднаш ќе бидат фрлени во креативна. Па, одиме, кажуваме, наоѓаме на добар прием, меѓутоа сепак нашите, како да кажам, наставни програми, кои би ги нарекле, се менуваат доста брзо, по-динамично колку што формалното образование го дозволува. Мислам, не е тоа проблем само кај нас, мислам, реално проблем е со сите компании со кои што сме разговарали и во Америка и во Британија и секаде. Така што мора да најдеме некој хибриден модел, што се вика. Со Кристијан Даниловски и Мишко Ѓорѓевиќ од FX3X, уште околу кадрите. Ѓорѓевиќ, вие мислам дека имате отворен оглас на вашата веб страница. Па генерално бидејќи континуирано растеме, така да луѓето континуирано се пријавуваат и ние од тие луѓе правиме некоја селекција, па обука и тоа е континуиран процес. Кога прв пат, у првиот контакт, разбираш аудио-визуелно дека од ова дете ќе биде нешто за обука и за од амбицијата дека дошол да се јави, од тоа што го знае или од тоа што сака да го дознае? Па генерално на сите им даваме, нели, можност, со тоа што првата можност е добива домашна задача. Така да од тестот кој што го добива да го изработат, од резултатот што ќе добиеме од тестот, од неговиот ангажман, посветеност, добиваме некоја првична информација за човекот покрај сите негови референции што ги има. Како изгледа домашната задача? Не е веројатно есеј да напише. Добро се, не требал човек кој што во таа насока би се развил. Меѓутоа, обично се тоа технички задачи кои што се зададени со туторијали, со све, кај што не се многу технички, повеќе покажуваат вашата сериозност и намера дека се спремни да потрошите недела дена, 2 недели за нешто да изработите. Така да тука се гледа намерата, колку сте вие како човек спремни да се предадете на нешто, да се посветите, да имате трпение, да имате желбата да го научите, бидејќи никој од нив не доаѓа спремен за тоа. Така им давате шанса да се покажат kroz тие недела 2 дома што ќе го направат, да покажат, прво да проверат дали нив навистина тоа ги интересира и второ да докажат на нас дека тоа што ние го бараме, они се спремни да го совладат. Сакаат да видат во какви услови работат? Генерално во Македонија, не знам од кои причини луѓето кои ќе дојдат кај нас сите се изненадени од како тоа све изгледа. Не знам, дали претходно немале шанса да видат како изгледат работни услови или работни канцеларии на друго место, или затоа што се пронајдат себе меѓу другите вработени, затоа што се млади луѓе. И кои ќе влезете во канцеларија кај што се сите испод 30 години и вие сте млад човек од 23-4 години, некако ви доаѓа природно место за работа. Така да многу природно и опуштено се чувствуваат, нема некој страв. Мада кога влегуваат со страв, кои ќе влезат меѓу вработените, веќе се поопуштени, сваќаат дека не е ништо толку бауки. Авторитетот е врз основа на шефување или на идеја? Кај вас?
Па се авторитетот мислам дека со сила не може да го стекнете. Така да силата произлегува страхопочит. А авторитетот како почит кон некого треба да стекнете со својот пример. Кога договараш, јас се извинувам што сум на Перту, бидејќи долго време се знаеме и мислам дека си дозволувам таков луксус помалку на интимизација. Во Лос Анџелес и било каде. Кога ќе добиете визурата на бизнисот, знаете дека имате кадри такви или дека такви можете да оспособите за да во одреден рок и со одредена динамика тоа да го реализирате. Без обзир дали се работи за анимација, за комплетна. Па мораме да знаеме или да имаме многу добра претпоставка, бидејќи немаме право на повеќе од една грешка, мислам прва да ќе биде и последна во таква проценка. Значи мора да секогаш да одговориме на предизвикот и тоа и во рок на кој што е ветено и во рамките на буџетот за кој што е договорено, така што таквата грешка која направиме било прилично скапа, со така што сме сигурни во тоа што следете ни натаму економска, а не политичка пропаганда. Оскар, европска компанија за предприемништво, водечкиот тандем на FX3X и над 200 креативци се успешната бајка на Македонија. Зошто во ова изборно беснило ни требаат типови како Кристијан Даниловски и Мишко Ѓорѓевиќ. Тие се синоним на се побројните автентични фирми кои го пробија патот кон светот. Не им требаше бунарџик и субвенции за стартап бизниси. Долго игнорирани од банките, но со мотивирани слободоумен кадар. За нив нема збор од власта која ја интересираат само нејзините роудшоуа. Нема малку без политика, нели ова последно е малку голица. Сега јас сакам да ве прашам нешто што реално гледано сте општествени градски деца, како би ние велиме и така натаму. Како изгледа една либерална економска конкурентна заедница во која настапувате да добиете бизнис и како тоа може да се преслика или како тоа мисли дека не се прави во Македонија? Не ја мисли толку многу. Моje лично мислење дека Македонија е држава од 2 милиона луѓе и како капацитет на тие 2 милиона луѓе е премал пазар за било што да правите во Македонија. Освен ако не правите вода, леб и некои основни потребштини, мислам дека се друго треба да е извозно ориентирано. Дека на 2 милиона што и да правите мал пазар. Така да некако ја никош не сум го гледал, не сум ги мерил работите во Македонија какви се и какви треба да бидат. Според мене треба да бидат извозно ориентирани. Значи сите закони не треба да ги правиме за како ние у Македонија да продадеме и да направиме нешто, туку како ние од Македонија да продадеме надвор нешто. И мислам дека во таа насока треба да се размислува и во таа насока треба да се прават законите за да бидат стимулативни за луѓето кои што нешто креираат, да го као додадена вредност да го продаваат надвор. Добро, ама тоа значи се што е внатрешен потенцијал од законодавство, макроекономски политики треба да биде насочено кон фаворизација на компании кои се извозно ориентирани, така и на програми. Сега, втората теза е, ние немаме производи, немаме идеи за нови проекти. Вие сте антипод на тоа. Обратно, и имате производ и имате луѓе. Што е разликата? Добро, значи ние производот и луѓето не го направивме преку ноќ, значи 19 години, колку му доаѓа од 97 до сега. Напомнихте, да. Така да, сето тоа си бара време. Што се повторно сега, по моје лично мислење, веќе учествував во доста тие дискусии околу бизнисот, околу стартап заедницата и така натаму. Значи, многу е побитно дури во едукативниот дел да се нагласува конкурентноста, односно такмичарскиот дух, да го кажам. Значи, младите луѓе да се стегнат со храброст да започнат нешто да прават, се едно што и да е тоа. И да продолжат со тоа што го започнале. Така што тоа е еден цел систем на вредности кој што веројатно ние ќе си го надградиме самите преку развојот
на нашата заедница, да ја крстиме, основа на Македонија. И како ќе си ги надградиме кога ние уште се занимаваме со дисперзија на универзитети у секое село, со занимања кои веќе одамна се изумрени, а за 20 години сами велите дека со филмска брзина се менуваат и стандардите, и професиите, и навиките. Што е тоа што треба во нашиот ментален и образовен систем да промениме? Па да бидеме поотворени кон промени цело време во бизнис, во технолошка насока, значи да бидеме похрабри и нашите идеи да се обидеме да ги спроведеме. Значи, ова го зборам од лично искуство, мислам, и јас и Мишко кога почнуваме визуелни ефекти во Македонија во 1997 година со идејата дека ќе сме работеле за Холивуд, Македонија имаше dial-up интернет. Ние го уште 6 добри години после тоа не можешме да одбиеме ништо подобро од тоа од нашиот монопол тогашен, ако гледаме така. Значи, убаво памтам, крај на 2005 година беше првиот пат кога ние добивме интернет од алтернативата прва тогаш на монополот. Бејќи до тогаш не можеше, немало во ценовник и не е битно колку си спремен да платиш. Така што сите тие работи се дел од развој. И сметам, исто како што ние како компанија се развивавме, со високи ризици сме секогаш на светски пазари, никогаш не знаеш утре што ќе се смени, кој добил подобра идеја од тебе, кој е поконкурентен, како некој успел да ги симне цените или да го зголеми квалитетот. Значи, истото важи. Сега веќе работиме со целиот свет, е глобален пазар. Значи, не можеме само се изолираме во Македонија и ние, нашите мали проблеми се најтешки на светот и така натаму. Така што ако мене прашувате, мислам дека тоа е главното. Значи, едноставно, она што ви кажат open your mind, да се отвориме кон тоа што е интересно, што сакаме да го правиме и да го правиме на глобално ниво, да се такмичиме, што би рекли. И имаме ние таков дух? Тука се слагам со вас дека малце во нашиот ментален склоп на Македонија луѓето не се толку како да кажам, не се толку воинствени, не се ратоборни, да, не се научени да гризат. Македонскиот народ е добро душен. И тоа не е секогаш добро во бизнисот кога го користите, бидејќи излегувате на пазар кај што се очекува да бидете агресивен. И тоа е добра за туризам, може добро да бидеш добродушен и да ги пречекаш гости и ги угостиш све, меѓутоа во бизнисот треба некојаш да бидеш и агресивен. Сега таа агресивност, таа желба за победа, за надпревар, за успех, мислам дека е процес кој што може низ образование се стекне, низ некоја културна матрица која што треба да му се покаже на младиот човек како тоа може да функционира, да поверува во себе дека е успешен, да поверува дека може, да поверува, значи својата некоја самодоверба да ја гради и тоа ако ја градите низ времето од неговите најранни стапки па нагоре, тој ќе верува дека може се да напред, тој ќе верува дека ќе може да биде подобар од било кој во светот. Знам, татко ми еднаш како дете ми има кажано и сум го запамтил, со некој негов босански колега кој што уопште не бил некој капацитет кога студирале или кога учеле, меѓутоа тој имал една проста максима, викал, може ли жив човек, можам и ја. И неговата упорност стигнала до тоа да тој човек исплива. Така да не сме ние ништо полоши од било кој друг. Само нашата упорност и нашата самодоверба треба да ја надоградиме и да донесеме до ниво да можете да се борите против било кого. Нема секогаш да победувате. Имало миг, например, кога ќе ве надвеја некој дефетизм и кажете, чека, не можеме да издржиме, тешко е. Не. Или ве водела таа битка да се опстане на глобалниот пазар? Па не е битка да се опстане, ние сакаме нешто да направиме и го тераме, тоа малте не по секоја цена, што се вика, така што затоа и немало таков миг. Значи не било секојаш лесно, не ни сега, нити било, не знам, завчера лесно. Ама па не знам, да е лесно, веројатно не би го правиле, можда би ни било доста, би биле пензионери негде, не знам. Дали би ти се случило, Мишко, да одбереш, иначе светски тренд е аутсорсинг, дисперзија, па многу ми навикаат лон, да одбереш, например, креативен кадар од Индија да го донесеш тука, или за тебе да работи, за вас да работи во Индија,
во Америка. Еве сега во случајот со канцеларијата. Тамо имате домицилни кадри кои работат заедно со вас или и вие одите на одреден начин на заедничка кооперативност? И двете би рекле, што се однесува до вториот дел прашањето, што се однесува до Америка, значи канцеларијата. Заради комуникација таму е потребно да има луѓе кои што се на терен. Така што тоа е нели и најпрактично и наједноставно за работа. Така што за нас е све што прави смисол за бизнис по тој основ, да. Меѓутоа, уште од почеток и мислам дека тоа трајно ќе биде, се договоривме дека нема никогаш да правиме ние никаков аутсорсинг и дека она што го прави FX3 го прави тука. И на тоа беше базирана идејата кога почнавме и 19 години понатаму се уште го тераме. Добро, а да привлечеш кадри, да донесеш кадри? Па нашиот кадар испадна дека е до високо стручен, бидејќи главните кадри кои што го водат тоа студија, кои што ги поставуваат параметрите и како тоа се работи во Америка, се токму нашите луѓе, кои што го пренесуваат знаењето, ги обучуваат, им покажуваат и натаму локалните таленти може тоа да го прават. Меѓутоа ние луѓето тука се тие кои што ги креираат и кои што ги смислуваат како ќе изгледат, како ќе функционираат работите, како ќе се направат. Значи креаторите или инженерите на сите тие процеси нашите луѓе од Скопје. Како комуницираат и кадарот е конкурентен? Ви го земаат, ви го преземаат, си заминуваат еднократно во овие големи мултинационални компании? Значи, видете се, значи, кадарот не ни го превземаат. Значи, луѓето се слободни да го следат својот пат секогаш. Генерално ние се трудиме нашите кадри да го пронајдат својот пат во FX3X. Во неколку случаи сме помогнали на некои многу драги наши вработени и пријатели кои што се пробиле поприлично добро на светската сцена. Имаме среќа едно нив и сега да е повторно со нас. Што отишла по светот, па се вратила во Скопје. Да. Така што се си има свое. Чекај да те прашам нешто, кога велиш дека си задолжен за контактите за бизнесите во Америка, разговараш со партнери и така натаму, на ивенти, на деловни вечери и така натаму. Ти се случило да ти кажат, например, види, 3 милиона 500.000 евра ќе префрлиш на моја приватна сметка. Дали таа конкуренција на пазарот предпоставува скриена или јавна корупција? Значи, не можам да кажам, мене не ми се случило. Дали на некому се случило, постои можност, не знам, не можам да тврдам. Знам дека кога потпишуваме договор со студијата, има клаузула за борба против корупција секогаш. Тоа е заложително според американскиот закон, што ме информирале мене. Така што значи таа клаузула? Па дека нема дека со овој договор не се поддржува, ако добро памтам, корупција, дека треба се пријави така натаму, значи не сме да има нелојална конкуренција. Па да го кажеме така. Меѓутоа, реално стварно не знам, мислам за бизнис се работи, секакви средства се веројатно дозволени, така што јас немам такво искуство. Тоа можам само да кажам. На домашен терен, кој ти е имунолошкиот систем да се одбраниш од ова што инаку ние велиме дека владее корупција систем? Ве заобиколуваат свесно или имате некаков НАТО чадор па ве одбегнуваат? Или самиот факт дека сте вистина светски бренд сепак создава одреден респект кон оваа власт и кон било која ќе се обиде да настапува посесивно, уништувачки или преземачки и така натаму? Ние генерално на македонскиот терен се трудиме да помогнеме колку што можеме во областа на културата, во областа на филмската индустрија. И во таа насока сите наши акции што ги правиме се да
овозможиме на нашите колеги кои што се во Македонија да им овозможиме подобри услови за работа и така натаму. Меѓутоа ние не учествуваме во тој пазар, македонски пазар кај што се делат финансискиот колач кај што се дели. И бидејќи ние веќе со години не сме продуцирале спотови, не продуцираме филм, не се јавуваме на конкурсите за донации кога се за финансиски средства и така натаму. Најверојатно тие причини ние не сме ни актуелни, не сме му никого ни конкуренција, нити пат сме битни за некој да ти врши притисок, не би имал на кој основ да ти врши притисок, бидејќи не си член, не си актер во тоа друштво. Вие впечаток една забелешка твоја дека не сакаш да преземаш кадри од македонски помали компании и така натаму, дека е по-автентично и по-добро сам да ги создадеш, зашто 10 се малку за вас, а 10 за конкуренција да може да бидат многу. 10 мина. Генерално, ние на пазаров постоиме веќе 19 години, се знаеме сите меѓу се, Македонија мала, Скопје уште помало место, сите излегуваме у еден кварт од Скопје, кој ќе видите сите тие се некои луѓе лично се познавам. Некако ја во тој домен не би сакал да го реметам пазарот. Македонија, бидејќи е мал пазар, со малце влијание може големи промени да направи, турбуленции. Ние како компанија не гледаме зошто би уништувале нечив бизнис, а за некоја наша мала или незначителна предност. Така да, кога ние би ни затребале уште луѓе, ако би рекло, окей, сега ми треба 20 луѓе, ќе ги платам по било која цена или 10 луѓе, тоа за нас е ни 10% од нашите капацитети. Значи, зголемам 5%, 6% од капацитети, треба да уништам некого во македонскиот, нели, од македонскиот маркет, од македонскиот пазар, од луѓето кои што си го вадат левот, кои што живеат, од кои што си го стварале, и не гледам причина зашто би го направил тоа, зашто некој би го уништил за ја да бидам 5% подобар. Наоѓам попаметни начини како да го направам тоа. Каде би се ситуирале, рангирале, како предприемачи во една граѓанска социјална средина, или како претенденти на еден квази социјалистички, квази комунистички разуламен богаташки систем во кој најважното е да направиш 100 милиона, 1 милиарда, да украдеш и така натаму. Тие перцепции, што е за вас богатството и на каков начин задоволството од работа да значи и сатисфакција во вашиот социјален и граѓански статус? Ова е да лесно заработени пари, лесно и се губат. Мислам дека на таа тема нешто друго основ разговаравме, меѓутоа нашиот принцип никош не е било да трчаме по лесните пари. Си го збараме само тоа што сме го одработиле и не ни треба повеќе, не сме лакоми за да преку ног нешто се случи, знаеме дека секоја промена и секој напредок бара вложувања долгорочни инвестиции долгорочни. Така да некако сме навикнале да живееме дека 10-20% е огромен напредок годишно. Ние сакале континуиран пораст. 10-20% во порастот на продукцијата или на вкупните приходи? Или едно и друго? У едно и друго, да. Затоа што 10-20% по некои економски гледишта се огромен напредок. Во Македонија, дури на времето кога имавме по 20-25% прогрес годишен, дури банките не ни верува. Дури не сакаат да разговарат со нас, затоа што мислат дека сме нешто правиме нелегално. Меѓутоа, очигледно дека постојат и други варијанти кај што има по 200-300... Преку интернет да пуштате дрога и оружје? Сега, не знам, очигледно имаат различни искуства банките, кои што нас не се ни дури не може да ги прецепираме што све они може да видат од таа работа. Али, мислам дека лесно заработените пари се и најлесно се губат, така да нема тежина нити па трајност. Кристијан? Нашиот. Мислам дека времето е покажало каде сме ние позиционирани, значи што и да кажам, веќе се покажало, можам само да го потврдам тоа. Секојаш сме иделе на долг рок. Реално ние од 97-ма сакавме, нели, одма да работиме на холивудски филмови, тоа се случи 7 години покасно, од 2004-та прв пат. Нели, работевме на Ветичарот и така натаму. Така што тоа е она што нас ни причинува задоволство, тоа е ние како што ја и Мишко како конструиравме FX3 на тие
на таа подлога ја ставивме и така функционираме. И сега за сега добре, како што времето. Дали сте богати или мислите дека ви е доволно тоа што го имате? И што го создавате? Не сум размислувал. Дали сте фрустрирани кога ќе видите кумулацијата на богатството за 10 години од одредени личности, одредени фирми кои се политички фирми па создале огромни бизнеси и така натаму? Реално никогаш туѓото богатство или туѓите пари не ме нити импресионира, нити нервира, мислам, едноставно секој си го тера својот филм, да го кажам. Значи не знам стварно, конкретно за кого станува збор, меѓутоа Толку си капсулиран што на пример не те иритира сознанието дека работиш на светскиот глобален пазар, а знаеш дека овие локални мокници се разулавени од пари или се обидуваш да се изолираш од средината? Едноставно, јас имам своја, како се вика, работа која што мене ме исполнува. И тоа го следам и затоа затоа викаат дека сум успешен. Ја уште не сметам дека сум баш кај што треба да бидам по тоа прашање, меѓутоа веројатно нашиот фокус е тоа што не води да бидеме кај што сме во моментот. Сега да гледам кој како заработувал пари. Па не е богатството само во пари. Мислам, некако дека цело време колку пари се врти кога се премува за богатство, богатството не е во пари. Знаете што вели народот? Да кога ќе ги чуе нашите фатални информации, 4 милиарди, 5 милиарди изнесени, 10 милиарди украдени, народот си види, па ние сме биле богата држава со малку апаши. Ние од секогаш сме биле богати. Да? Само треба да се го препознаеме, сигурно прифатиме тоа. Дека богатството во пари, што значи ако си најбогат човек, што дека си најсреќен, најисполнет? Не значи. Така да богатството е у многу делови од животот кои што го чинат животот. А генерално парите се доволни колку да можеш да не си мислиш на парите. После таа граница парите се само средство за плаќање на трошоците. Меѓутоа додека може да е битни се парите, додека не доеш до момент да можеш да си ги покриеш сите потреби кои што ти се основни. И после тоа веќе парите се небитни. Чекај, тоа е македонскиот закон. Како тоа во американски услови изгледа? Кај што имаш Трамп, имаш супермација на богатства, има секакви инвенции и така натаму. Значи, Тамо не се чувствуваш фрустриран? Никаде не се чувствувам фрустриран. Мене некојаш ми е несватливо зашто некој што има милиарда долари му треба да бидат 10 милиарди долари, бидејќи веќе станува збор за игра на бројки. Мислам, колку може некој да осети милиардата или 10 милиарди долари. Меѓутоа тоа е веќе лична филозофија, личен аспект. Како што реков, значи некои луѓе, не знам, сакаат кафе, некои сакаат чај. Значи различни пристапи, различни вкусови на крај што се работи. Реално сите се луѓе на крај на денот. Така што нема зашто да се фрустрирам зашто некој сакал да влезе во банкарство, не знам, хедж фондови или така натаму. Ја не сум сакал и што сега. Добро, овака со ладна глава која ми одговараше, благодарејќи на тоа што од време на време знаеш да се бувнеш у базенот и да се вратиш на старата ватерполо љубов и што беше голман или пикер? Голман, а? Да. И тоа те разладува или тоа те одржува? Не, тоа ме радува. Тоа те радува? Да, убаво. Имаш хоби ти, Ѓорѓевиќ? Па имам разни хоби. Имам дефинитивно без хоби, мислам, или без нешто вентил за издишување, човек ова денешно темпо тешко ќе може да се изнесе. Како граѓаните да им дадеме еден вентил кој ќе се издишат? У ова беснило која, еве сега 20 дена ги бомбардираме, може и 2 години на нас ги бомбардираме. Македонија у криза, ќе пропаднеме, па не знам, еве ја за да не ви ги ставам во уста, па те Заев го бивало, те Груевски не го бивало, те федерализација. И може од овој налудничав свет да се самоизолираме? Дали само работата е
елемент на изолацијата од светот кој те обкружува? Кај нас најверојатно е најпаметно да не гледате телевизија, иако се наоѓаме на телевизија. Бидејќи 2 години цело време очекуваме не бомбардираат те пропаст, те ке и цело време екзистенцијата на државата е под прашање. Мислам дека истите муабети били пред 5 години, пред 10 години, пред 20 и цело време нешто овој народ се притиска дека нешто сега му моментот сега или никош. И кој ќе помине пак, еве сега кога ќе имаме избори во декември никош, ќе помине и тоа. И утрен дека се разбудат сите и пак ќе бидеме тука и пак секој сабајле ќе отиде да си провери дали има гориво во колата, децата дали му се во школа отидени, дали на пазар купиле и пак си продолжи животот. Така да не знам зашто кај нас стално мора да има драма околу све, мора да има некоја голема тензија, се права драма. Не знам вајде така е научена вас средина да биде под притисок цело време да се или не знам кој го прави тој притисок, али генерално мислам дека грешат што прават толков притисок сите од политикава, затоа што обичен народ на крај им пука глава од политика. Па вика неќам да гледам телевизија више. Например, ја избегавам више да гледам све што се случува во тој политички свет, затоа што ми е како кажам, преисфорсирано, све не сакам. Едноставно викам не треба. Значи сега овие критичари кои обично викат нема абстиненција, режимот да падне, веднаш мислат дека од вакви како Мишко, држава ќе пропадне, ќе абстинира, не можеме да казниме режимот. Не рекам дека ќе абстинирам, ќе си излезам, моје право е да си гласам. Меѓутоа не ми треба никој 100 пати на ден да ми каже што треба да правам. Па не сум ја малумен, па сега некој ама вака. Не може да направиш контраефект да ми кажеш што да правам. Не сакам да сега да. Секој има своje мислење, вајде изградени луѓе сме. Секој возрастен знае што ќе си прави и што на него највеќе му одговара. Значи може некој сака, може некој не сака нешто. И затоа и се вика демократија. Сите луѓе ќе си отидеме, ќе си гласаме, ќе си избереме тоа што мислиме за нас дека е најдобро. Мислам дека нема зашто да се прави драма околу тоа. А како се договоривте? Ти за Трамп, он за Хилари да гласа? Па не, мислам, не гласавме на американските избори. Дали воопшто, пак ме враќам на ситуацијата во која, како, например, на работното место не се прави муабет за политика? Јас сум ги замолил 100 пати луѓето кои ќе чујам некој да прави муабет, да не прават на работно место муабет за политика. Нити ние им кажуваме што треба да прават, нити па сакам да слушам некој што идеи има. Тие се приватни, индивидуални идеи, секој за себе може да си ги каже кај што е местото. На работа си правиме муабет за работа, за проектот, проблеми со програми, ние своји проблеми, не може се и туѓи да решаваме. Така, мислам, генерално многу малку ќе видите разговор за политика кај луѓе кои што се ангажирани цело време со работа. Значи, ако 8 сати работиш на работно место, нема да имаш многу време да дискутираш за... Не можеш да ми кажеш, бидејќи сте, како викаме, градски мангупи на одреден начин, нели луѓе што комуницирате мангупи во позитивна смисла, дека кој ќе фати муабет уз чашка за политика, дека се игнорирате, се изолирате. Како да се изолираме? Па не прифаќате муабет. Што викате? Доста за политика, не прави муабет. Па на работа муабет. Не на работа, не на работа, зборам надвор од работа. Надвор од работа си е приватно, значи можеме со моите пријатели да зборувам за политика колку сакам или не, зависи како е расположението, не е тоа воопшто спорно дека може да се зборува за политика. Како функционираш како човек кој вака ми делуваш дека не си запаленко наспроти страстноста на дел од твоите соговорници кои сакаат политиката? Се трудиме да избалансираме, може ја некојаш ќе бидам запаленко, да се смени муабетот. Добро, уште една рунда на реклами и потоа ќе завршиме со Даниловски Ѓорѓевиќ за тоа што ја очекува Македонија на светски план. Замислете кога би можеле да направиме едно 50 фирми вакви кои би биле конкурентни на глобалниот економски, филмски, акционерски или било кој IT пазар. Кристијан Даниловски и Мишко Ѓорѓевиќ од FX3X. Тоа е нашиот веројатно еден од најафирмираните брендови
кој 2011 беше и брендиран на одреден начин како компанија чиј пат во предприемаштвото и успехот се изучува и на низ одредени студиски анализи. Да почнеме таму каде што обично почнува вашата приказна. Постојано велите дека кога стартувавте 97-ма, мислите дека вашиот пат води кон Холивуд. Сега кога стигнавте во Холивуд, каде води понатаму патот? Па, таму сме, меѓутоа уште не сме таму, условно кажа. Значи, сакаме на повисоко ниво, поголеми проекти, поатрактивни визуални ефекти или целосни анимирани филмови. Така што секогаш има нешто што повеќе што би сакале да го направиме. Имате идеја за домашна продукција, за да бидете автентични продуценти? Или е тоа скап проект? Кога збориме за продукција за локален пазар неаме. Затоа што Македонија како пазар и не го гледаме доволно голем за да ги врати средствата. За продукција понатаму од секојаш сме имале апетити, меѓутоа уште не сме дораснати за можеме да одговориме финансиски на тие барања. Така да се уште мислам дека ќе издржиме уште некоја година да работиме на туги проекти и понатаму најверојатно партнерски со некоја поголема корпорација би направила заеднички проект. Каков е социјалниот амбиент во фирмата? Колку е просечната плата? Дали платата е елемент која може да биде јавно публикувана, како што обично има и законска обврска за тоа место, толку е платата и така натаму. Дали е вистина IT индустријата и една од најатрактивните и најплатените? Добро, ние не сме дел од IT индустријата, пошто спаѓаме, ние сме измеѓу IT и култура, така да сме некаде измеѓу. Генерално по култура сте беда, по IT сте богати. Па генерално нашите плати се многу појаки пошто од културата, меѓутоа сигурно не сме ни на ниво на IT индустријата. Меѓутоа во нашата компанија мислам дека платите се далеку повисоки од стандардните плати во Македонија. Така да тоа е као позитивно, меѓутоа не можеме да се споредиме со светските развиени земји. Кај што генерално платите за истава работа во Англија, да кажеме, во Америка се многу повисоки отколку во Македонија. Колку повисоки? Каков е соодносот? Баш тоа ме интересира. 1 према 7, 1 према 10. Независно од тоа дека платата треба да ја ставите во тамошниот општествен, економски и социјален амбиент, на трошоци и сум живеел и сте живеели, знаете што е тоа. Не само така, туку и односот кај нас, например, платата на наш вработен може да биде колку плата на доктор во Македонија, додека таму платата на истиот тој вработен не може да биде колку доктор во Англија или во Америка. Тоа значи одредени професии се репери, заштитени мечки или стандардизирани пристапи? Адвокат, лекар и така натаму. Едноставно не се исти нивоата. Така да кај нас тука некаде можеме да се ги изедначиме тие работи, меѓутоа во западот платата на еден аниматор не може да биде, може 20-30% од еден доктор да биде. Кај нас е докторска, да кажем. Така да не може... Таа теза значи дека на докторите им е мала платата. Тоа значи дека луѓето во нашата индустрија во Македонија се за локални услови, да кажеме, солидно платени. Добро, ако судам по полниот паркинг, тоа е едниот амбиент. Ако судам од аспект на тоа дали имате лесно достапен избор на кадри и сте конкурентни, значи дека имате релативно пристојни плати. Па да. Секојаш е тоа субјективно, или вработениот знае дали му е добра плата или не. Мислам дека сме конкурентни и по тој основ по плати. Меѓутоа, реално мислам дека убава е комбинацијата. Не е само платата, туку едноставно се работи на интересни проекти во добар амбиент. Тоа е оно што јас сум го сакал, барем јас кога сум бил аниматор.
пред многу години. Значи не гледате телевизија, ве нервираат овие новинарскиве наши експликации и истравувања. И како поминувате денот? Ај за ноќта не прашувам, тоа е поделикатно прашање. Не, денот поминува во работа, обично ако имате време малце со фамилија се видите, се дружите со своји луѓе, тоа е супер. А генерално слободното време, баш бидејќи цело време сте во некои акции околу работата, гледате го поминете у природа со блиски луѓе, со работи кои што нема да ве оптеретуваат, него напротив ќе ви дадат некое задоволство. Така да секој момент кој што може да се искористи да се излезе, подобро. Базен исто така од време на време, кога се може, кога сум во Македонија. Колку дена бевте во Лос Анџелес? Последниот пат беше 3 недели, односно 2,5. Еден е во Америка, еден е Скопје или двајцата одите у исто време? Само во февруари, март бевме заедно во Америка, инаку тоа е почесто таму. Вика 3 недели, меѓутоа имаше недела 2 измеѓу одмор, па пак беше во Америка претходно уште 3 недели, така да многу повише таму. Си селиле 12.000 образовани луѓе, многумина уште размислуваат да се одите како вие, што сте го виделе и медот и лутата пиперка на запад. Имате идеја да се иселите? Не. Не? Не. Да работите во Лос Анџелес со фирмата во Скопје, тоа може? Не. Не. Супер ми е. Обратно, во Скопје... Зашто би го менувал? Да? Да. Џуџуќ? Па јас сум имал можност, исто како Кристина, се селиме уште кога сме биле, ајде да не кажам тинејџери, на 20 неколку години. И сме решили дека тука мене лично ми одговара ова темпо на живот и начинот на живот во овие балкански простори. Значи, сум бил секаде по светов и сум шетал и сум седел и генерално мислам секаде убаво да отидеш, да прошеташ, да видиш, меѓутоа некако за живот овој амбиент ми е поприроден и поприемчив за мене. Добро, бизнесмените обично прашувам колка физички обем и бруто производ се очекува за 2017 кај вас, што можеме да очекуваме? Колку уште анимации и што е на палетата што сега го правите? Па, оваа серија што утре има премиера, ја превршуваме, таа има 80 епизоди. А не е готова цела до крај? Да, не е готова, затоа што 80 епизоди до крај на следна година ќе се емитува. Сега само премиера има, понатаму втора сезона имаме уште од една анимирана серија, сега почнува снимањето од понеделник. И многу филмови. Многу филмови? Да. Па ти значи си бил успешен 3 месеци во 3 недели во Лос Анџелес и се си е тоа релативно. Се е тоа релативно. Зависи што сум очекувал. Сакаш повеќе или помалку од ова што го имаш како обем на работа? Џорџевич? Генерално ние сега година имаме повеќе обем на работа, така да доколку стигнеме до момент да падне обемот на работа во бројки, тоа е било као неуспешна година. Така да се надам дека наредната ќе биде поуспешна од ова. Не си фрустриран од овие сите инфузии, Бунарџик е успешен, стартап субвенции, наспроти она што вие го поминавте? Па мене не ми смета ако некој друг е успешен. Значи, дај Боже да има што повеќе успешни во Македонија, тоа подобро за сите нас. Јас сум апсолутно за тоа да се поддржат сите можни фирми што ќе стартуваат во Македонија. Нас не одговара да има поздрава економија, зашто да не? Поздрава конкуренција? Па, и конкуренција, зашто да не? Добро, поштувани гледачи, веројатно прв пат ми се случува откако сум во топ тема, освен на почетокот да не ве замарам со политичко-лидерските имиња, перформанси и ветувања. Со Даниловски Ѓорѓевиќ не разговарав за да ве оттргнем на моментот ова на одреден начин прилично брутална партиска пропаганда, туку заради фактот што во ова Македонија има и луѓе, има и кадри, има и вештина да се размислува за излез на државата, можеби понекогаш и низ собствениот пример
како мотивација за нашите политичари. Ако во тоа успеав, тогаш окей. Прифаќам секаква критика дека на момент веројатно ве отклонив од атрактивноста на дневно-политичките реакции. Пријатна вечер, утре сте со Боби Христов. Инаку да ви соопштам дека во четврток стартуваме со концептот на телевизиските дебатирања меѓу лидерите и носителите на изборни единици и тогаш не ќе можем да ви продавам басми со филмски кадри и со успешноста на Даниловски и Ѓорđević. Ви благодарам уште еднаш и пријатна вечер.